Колега Пратеник, знаете што е најиндикативно? Денес нити господјата заменик министер за информатичко општество и администрација, нити пак било кој пратеник од ВМРО ДПМН не се јави да говори на ова мощна, сензитивна и значајна тема. И сега вие како избран пратеник од диаспората сте единствениот што денес дебатира и аргументира. И немам никаква намера да ви го одземам тоа право, иако сакам да спорам околу вашата лична запознаетост, односно незапознаетост со состојбата околу државната јавна администрација во Македонија. Простете, но не сметам дека имате доволно искуство со оглед на тоа што доаѓате и живеете нели надвор од границите на Република Македонија. Знаете ли колку е вонредно важен овој законски проект? Ако ништо друго, овој законски проект мораше да даде одговор дека владата има капацитет да понуди соодветно ново законско решение за администрацијата, бидејќи согласно пристапниот диалог на високото ниво. Обврзани сме да направиме сериозна реформа во јавната администрација. Без сериозен ваков закон, донесен во текот на широк консултативен процес, ние нема повторно да добиеме преодно светло околу состојбите со јавната администрација. Европската комисија вака вели околу состојбите со јавната администрација. Многу сериозна критика. Тие се согласуваат дека треба да се донесе ново законско решение, бидејќи постојното е вели фрагментирано. Целокупната законска регулатива е фрагментирана. Што значи тоа? Ни замеруваат затоа што вработени во државен јавен сектор на централно и локално ниво се третирани со голем број закони. Што предизвикува оваа критика? Дозволете да ви цитирам. Фрагментацијата го попречува собирањето на релевантни податоци за јавна администрација. Се уште не се достапни официјалните бројки на постојано и привремено вработени во јавна администрација. Страшно. Гледајте што ни замеруваат понатаму. Потребни се подобрувања на политиката и борба против политизација на јавната администрација. Европската комисија забележува дека се уште постојат случаи на огласи распишани по мерка за соодветен партиски кандидат. И сега ве прашувам, вие како пратеник што доаѓа од Канада, па имате ли појма што се случува во оваа област? Имате ли соодветно искуство? Имате ли компетенција? Единствено вие да браните нешто што ни господјата предлагач не се осудува да го брани?